Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Заврши и третата година од мојот мандат. По тој повод, сакам да ве информирам што јас како градоначелник и општина Струмица сработивме во овој период, од се онаа што го ветивме пред вас, но и тоа што вие го баравте од нас. Прво, сакам да ве информирам дека општина Струмица финансиски е стабилна, развојно ориентирана и економски просперитетна општина. Но морам да нагласам дека во последниве 8 месеци, како и целиот свет, така и ние, сме зафатени од пандемијата на COVID-19 и се соочуваме со нејзините последици во секој поглед. Соочувајќи се со нив, дел од нашите планирани активности претрпеа промени, односно задоцнија со реализацијата, како што впрочем оваа пандемија ги промени и нашите животи и дел од плановите што секој од нас ги имаше за оваа година. Да се надеваме дека сето ова што сега ни се случува ќе заврши што побрзо и сите заедно ќе функционираме нормално. Што сработивме во овој 3-годишен период? За реализацијата на проектите ќе ве информирам по области. Работевме на подобрување на патната инфраструктура. Втор слој асфалт е ставен на улици со вкупна површина од 47.620 метри квадратни во градот и во населените места. Во населените места асфалтирани се улици на површина од 19.172 метри квадратни. Прв слој асфалт е ставен на улици во должина од 302 метри во градот, односно во индустријските зони. Пробиени и тампонирани се улици во должина од 4943 метри. Со бехатон плочки поплочени се тротоари на површина од 6374 метри квадратни. Во делот на бетонските работи реализирани се вкупно 29 проекти, а 7 се во фаза на реализација. Во завршна фаза е изградба на мостот на река Турија, меѓу населените места Просениково и Сарај, а изградивме мост и во населеното место Сачево. Ги реконструиравме домовите на култура во Костурино, Дабиле, Просениково и Попчево. Го подобривме и уличното осветлување. Големиот градски парк има ново лето осветлување. Исто такво осветлување ставено и на улицата Младинска и на улицата Кирил Динков, булеварите Ленинова, Маршал Тито и Климент Охридски, а се подобри и во населените места Куклиш, Добријци, Сачево, Габрово и Свидовица. Наш приоритет во овој период беа и децата од предучилишна и училишна возраст. Обезбедивме еднократна парична помош за секое новороденче. Обезбедивме училишни униформи за првачињата. Здрава ужинка за сите ученици во основните училишта. Училишен прибор за учениците од социјално загрозените семејства. Обезбедивме превоз со специјално возило за ученици со попреченост, со придружба од лиценциран асистент од нивните домови до училиштата. Финансиска поддршка за превоз на ученици од Заводот за заштита и рехабилитација во Банско. Набавивме електромоторен транспортер за ученици со посебни потреби во средното општинско училиште Никола Карев. Го реконструиравме кровот во училиштето во Дабиле, а се реконструираа и училници и кабинети во училиштата Маршал Тито во Струмица, Муртино и Банско. Се асфалтираа спортските игралишта во училиштата во Просениково, Муртино и Никола Вапцаров, а во оваа училиште се гради и нова спортска сала. Обновена е електричната инсталација и столарија во училиштата во Банско, а наскоро ќе започне реконструкција на крововите во училиштата Сандо Масев во Струмица и училиштето во Рич, а ќе биде поставена и термоизолациона фасада на дел од училиштата во Куклиш.
Го решаваме и проблемот со сместувачките капацитети за децата од предучилишна возраст. Преадаптиравме општински простории во градинките во Куклиш и Муртино за 86 деца. Градиме нова градинка на просторот во касарната со капацитет од 310 деца. Во тек е доградба на клон 2 во паркот. Адаптиравме нови простории за целодневен престој на децата. Почитувани граѓани, во изминатите 3 години ги реализиравме и следните проекти. Отворивме повеќе наменски социјален центар и НВО центар. Отворивме шелтер центар. Направивме улица со шеталиште во градско Балдовци. Реконструиравме патека до Габровските водопади. Во тек е пренамена на деловна просторија во уметничка галерија. Се реконструира отворено игралиште во 4-та урбана заедница. Ја промовиравме Струмица во туристичка дестинација. Во тек е хортикултурно и партерно уредување на околината околу манастирот Свети Леонти во село Водоча и конаците на манастирот. Набавење модуларен систем за реакции при пожари и поплави за потребите на општина Струмица. Реализирани се околу 50 проекти на здруженија на граѓани и фондации од програмата Г1 и В2 на буџетот на општина Струмица. Ја подобруваме водоводната и канализационата инфраструктура. Завршена е изградбата на канализационите системи во Дабили и Просениково, а се градат во Велјуса и Банско, како и атмосферски и канализационен систем во населеното место Муртино. Изведени се и реконструирани водоводни и канализациони линии во градот и во дел од населените места. Преку проектот за подобрување на општински услуги се врши замена и инсталација на куќни, хоризонтални, вертикални и ултразвучни водомери со надоградба за опрема за далечинско мобилно отчитување и интеграција на водомерите во систем за далечинско управување. Се чистеа одводни канали и се расчистуваа дивите депонии. Започна уредување на каналот Крушевска република од улицата Климент Охридски до реката Тркајна. Бесплатно поделивме 8500 канти за отпад на домаќинствата, а ги заменивме старите со нови корпи за отпадоци со пепелници на плоштадот и булеварите и такви се поставени 120 корпи. Од областа на сообраќајот. Општина Струмица во поголема мера ја зголеми безбедноста во сообраќајот и проточноста на сообраќајот со имплементација на неколку мерки. Поставени се 15 броја на сверни огледала на повеќе улици каде е констатирано дека е намалена прегледноста. Поставени се 70 броја на светлечки солар маркери непосредно пред пешачките премини. На места на кои беше констатирано закрчување на сообраќајот, непрописно паркирање, поставени се преку 150 гумени флексибилни флуоресцентни столпчиња. Со тоа се обезбеди посигурен режим на сообраќај на повеќе од 10 делници и крстосници во градот и во населените места. Се обновија постојните и се поставија нови вертикални и хоризонтални сигнализации. Поставени се 100 нови сообраќајни знаци и одбележени се над 7000 метри квадратни хоризонтални сообраќајна сигнализација. Поставени се 2 виброленти пред училиштата во населеното место Костурино и населеното место Дабиле. Поставени се повеќе од 100 метри вештачки издадености на коловозот или популарно наречени лежечки полицајци. Меѓу нашите приоритети беа и заштита на животната средина. Во овој период ги реализиравме следните активности. Изготвивме стратегија и акцијски план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух.
Вршиме континуирано проширување на секундарната гасоводна мрежа. Со кредит од Светска банка ја продолживме изградбата на дистрибутивната гасоводна мрежа во должина од 7 километри. Со 100 евра во денарска противвредност го субвенционираме приклучувањето на домаќинствата. Сите општински институции и предпријатија се затоплуваат на газ. Тоа почнаа да го прават и дел од државните институции, а оваа недела ќе се објави и јавниот повик за приклучување на болницата на гасоводна мрежа. Обезбедени се прочистувачи на воздух во градинките, основните и средните училишта. Субвенциониравме купување на велосипеди во вкупен фонд од 800.000 денари. Почитувани сограѓани, во овој 3-годишен период донесени се и 9 детални урбанистички планови, една локална урбанистичка планска документација, 110 архитектонско-урбанистички проекти, а во тек се 5 постапки за донесување на архитектонско-урбанистички проекти и 10 постапки за донесување на урбанистички проекти, како и повеќе постапки за измена и донесување на детални урбанистички планови и урбанистички планови за село, и една постапка за измена и донесување на генерален урбанистички план. Во овој дел, посебно сакам да го нагласам донесувањето на деталниот урбанистички план за местноста Софилар, со кој конечно ќе можеме да ги решаваме проблемите на граѓаните кои живеат во овој дел. Почитувани сограѓани, ова е најголемиот дел од проектите кои што ги реализиравме во изминатите 3 години. За некои може би доволно, за некои не. Секогаш може и повеќе и подобро. Имаме уште една година од мандатот и работиме и на останатите ветувања што ви ги дадовме, но и ги почитуваме и реализираме и вашите приоритети доставени до нас. Ви благодарам на поддршката што ја имав од вас, која досега ми ја укажавте, и се надевам дека заедно ќе продолжиме да ја развиваме нашата општина и во последната година од мојот мандат.